Со нас професор доктор Ивана Јанеска Стаменковска, таа е продекан на меѓународна соработка и финансии. Добро утро. Добро. И Габриела Мицевска, експерт за одржлив агробизнис во швајцарска програма ИМЕ. Добро утро. И сега кога настрана ќе го ставиме оној дел на представување, имаме многу значајна тема за која што сакаме да зборуваме, ќе се обидеме што понародно да објасниме. Да, Ивана, добро утро. Ќе почнеме со вас и со новата студиска програма Дигитално земјоделство. Факултетот за земјоделски науки и храна е сериозно инволвиран во осовременување на оваа гранка во Македонија, па успевате ли, докаде е имплементацијата прво на програмата, а потоа и на она што се нарекува реалност? Така е. Добро утро уште еднаш и од мене во име на Факултетот за земјоделски науки и храна. Морам да се заблагодарам на македонската телевизија дека посветува внимание на ова, како што велите и вие, значајна тема за развојот на македонскиот земјоделско-прехранбен сектор. Потребата за оваа студиска програма практично произлезе од низа анализи изминатиот временски период, изминатите 2 години, но пред се, она што го гледаме и што сме свесни, е дека потребата од ефикасно искористување на природните ресурси, намалената продуктивност, влијанието на климатските промени врз земјоделското производство практично наметнуваат да се заземеме, да се заложиме нели за модернизација на секторот, со што практично ќе можеме да одговориме на овие предизвици. Еден чекор во таа модернизација на земјоделско-прехранбениот сектор во нашата земја е токму дигитализацијата, која што факултетот како да речем лидер во областа на земјоделските науки и храната во нашата земја, чекор кој што сериозно го презема, сериозно го препозна и еве настапи со креирање на нова студиска програма по дигитално земјоделство. Оваа студиска програма секако ја развивме со огромна поддршка од програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ, за која што повеќе ќе каже и нели госпоѓата Мицевска, како и со останати поддржувачи ГИС, СВГ и Германското Министерство за земјоделство и храна. Во рамките на оваа програма, веќе оваа програма стапува на сила оваа академска година, значи 24-25 и еве се уште ги запишуваме првата генерација на студенти. Има ли заинтересираност? Морам да истакнам дека на вистина заинтересираност постои. Веќе ги гледаме бројките, ги споредуваме со лани, со изминатата година. Бројките на запишани студенти оваа година на факултетот е значително поголем во споредба со претходната година или со претходните години. И се надевам дека токму студентите запишани на оваа нова студиска програма ни практично ни го зголемија тој број. Морам уште една работа да истакнам дека оваа студиска програма е интердисциплинарна. Тоа значи дека е можеби и меѓу првите програми од овој карактер на нашиот универзитет, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, која што ја развивме заедно со останатите технички единици на универзитетот, односно Финки, ФЕИТ и Машинскиот факултет. Габриела, вие сте експерт за одржлив агробизнис во швајцарската програма ИМЕ. Да им доловиме на гледачите и на помладите и на повозрастните дека постои јас меѓу агробизнисите и иновативните ИКТ решенија, нели? И дека агробизнисот и земјоделството не значат она што значеле некогаш валкани раце. Да, рацете мора да се извалкаат, меѓутоа постојат нели иновативни решенија со кои што и младите може да се снајдат во тој свет. Да, апсолутно. Благодарам уште еднаш и од мене што ми дадовте шанса да ја презентирам нашата програма и поддршката која ние безрезервно ја даваме на Факултетот за земјоделски науки и храна во воведување на оваа програма. Само кратко би сакала да кажам за нашата програма. Значи, програмата за зголемување на пазарната вработливост е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка и нашата цел е да помогнеме на бизнисите да ја зголемат нивната конкурентност преку воведување на нови технологии, модернизација, со што ќе бидат нели поконкурентни на странските пазари, ќе заработат повеќе пари, нормално ќе отворат нови работни места, особено за младите. Сега, еден од процесите во процесот на воведување на нови технологии и модернизација, една од насоките е воведување на дигитални решенија во нивните бизнис решенија.
Бидејќи работам во делот на агробизнис, а го поддржуваме генерално и секторот ИКТ, работиме на поврзување на агробизнисите со фирмите кои нудат компјутерски и дигитални решенија за агробизнисот. Многу често се наоѓаме, се соочуваме со проблем да не се разбираат меѓу себе. Генерацијскиот јас? Не само генерацијскиот, туку и дури и младите земјоделци. Имаме млади земјоделци кои дипломирале, млади агрономи. Млади агрономи кои дипломирале на земјоделскиот факултет и сакаат да воведат дигитални решенија. Доаѓаат фирми кои нудат ИКТ решенија и му раскажуваат. Меѓутоа, самиот агроном не е свесен кои се бенефитите од воведување на ова дигитално решение. Кој процес треба да го дигитализирам? Зошто да го дигитализирам? Што добивам? Дали заштедувам? Едноставно и од каде да набавам? Доаѓаат 5-6 фирми кои ми нудат слични решенија. Едноставно самите дури и млади агрономи се збунети и не знаат што да одлучат. И меѓутоа имаме конкретни случаи каде што имаме млад агроном, што туку дипломиран на земјоделскиот факултет, вика воведе GPS систем на тракторот, викам имам со многу мала инвестиција, имам заштеди прво во нафта, во гориво, во ѓубриво, во се што работи бидејќи не поминува, става GPS координати на тракторот, не поминува 2 пати на едно исто место, можам вика дури да работам и ноќе, не мора да користам клима кога е жешко, едноставно се олеснува начинот на работа, многу е почисто отколку може дури да не седеш во тракторот, има и беспилотник кој можеш да ги дигитално да ги подесиш и да работат. Значи има многу начини како можат самите фармери поедноставно да изберат некое решение. Меѓутоа вика, ми требаше многу време да изберам која алатка да ја искористам. Кога би имал на факултет таков предмет или такви информации, би му било многу полесно да одлучи во која фаза на процесот и кој тип на компјутерско решение може да го спроведе. А особено оно што го кажате генерацијскиот јас. Многу пати доаѓаат и во компанији каде што имаме повозрасни агрономи и кога ќе им каже дигитално не, јас тоа не можам. А некогаш е толку едноставно. Само добива да речеме секогаш е толку едноставно. Да, само добива порака на мобилен телефон дека треба да се реагира и едноставно одиш и гледаш дека има проблем. Системи за се. Многу едноставно. Има некои решенија се толку едноставни и не се многу скапи. Меѓутоа, она непознавање и јазот и поврзувањето е многу голем проблем. Зато веројатно вие го имате клучниот збор тука во објаснувањето и поедноставувањето на целата работа. Точно. Да, но веројатно најважно и тука ќе вклучиме Ивана, ги споминавме младите и споминавме дека и младите тешко влегуваат во таа дигитална ера, иако треба да ни биде многу полесно на сите, тогаш треба да објасниме какви перспективи ќе имаат студентите кои што ќе се запишат на оваа програма. Веројатно кога знаете како на младите треба вака да им кажеме, од тоа ќе заработиш толку, толку и толку, ќе имаш добра заработувачка, ќе имаш добар пласман, ќе можеш да се прошириш толку и толку, за да им стане јасно и примамливо. Така ли правите? Се обидуваме. Да. Се обидуваме така. Видете, точно е дека и младите не така брзо го прифаќаат ова, меѓутоа од друга страна па тие живеат во една дигитална ера. Постојано се изложени на дигитални технологии, почнувајќи како телефоните ги прифаќаат многу брзо, почнувајќи од телефонот, нели, па потоа сите останати можности кои што ги нуди развојот на технологијата. Она што го спомена и Габриела, значи ние мораме младите тој процес практично на нивно прифаќање да го гледаме како, односно прифаќањето да го гледаме како еден процес и образованието е клучно тука. И затоа и се одлучивме нели на овој чекор да почнеме најпрвен со студиска програма каде што сите овие работи за кои што спомена Габриела, еве примерот што го даде, што се соочуваат со од каде, што да изберам, што да прифатам, они ќе имаат можност прво ни самата студиска програма нели практично да ги научат бенефитите од користењето на сите тие алатки. Значи образованието е клучно. Градењето на капацитети е нешто што не се случува преку ноќ. Значи тоа е процес кој што нели треба да се одвива. Дека има перспектива има. Значи најпрвинако земам предвид дека ние често сме во редовна комуникација со представници или со агробизнес секторот
и како факултет и преку компаниите кои што практично и име програмата ги поддржува, секојдневно самите компании бараат дајте, предложете, препорачајте млади кои што ќе можат да влезат во процесот на производство, кои што ќе ги имаат тие капацитети практично да почнат веднаш да работат. Значи има огромна потреба на пазарот на работна сила, на пазарот на трудот за ангажирање на вакви млади, едуцирани, квалификувана млада работна сила. Но од друга страна, ако земеме предвид дека се повеќе се намалува бројот на население, значи едноставно нема луѓе кои што да тргнеме по регионот и да ги гледаме површините, ќе видиме и да влеземе во руралните средини, дека бројот на млади се повеќе се намалува. Едноставно се јавува и потребата дека дигитализацијата е решение и на тој проблем. Значи, треба да се понуди нешто примамливо, зошто таа миграција да сопре. Миграцијата, знаете како за да сопре? Да, тоа е тренд кој што меѓутоа не засега знаете, не само нашиот сектор. Но има млади кои што веројатно вие ги запознавате во секојдневната комуникација, кои што се светла иднина. Имавме тука еден пример презентација на едно многу убаво решение, Airfly се вика решението, кое што е дрон во суштина, кое што прска одредена област на нива, која што е заболена од некоја болест. Сега, дечкото кој што дое тука имаше 31 година и сега го започнува целиот процес и вели, најголемиот проблем е генерацијскиот јаз, како да се објаснам до повозрастните кои што земјоделци од кои што јас црпам знаење, како да се објаснам дека како вели, јас доека не влезам во нивата, да го видам, тука вика да го испрскам, вика џабе вика одгоре прскам. Да, тоа. Веројатно вие секојдневно се среќавате. Секојдневно се соочуваме, затоа велам процес е ни за едукација, ни за обуки. Мора да има практични примери каде што ќе се видат бенефитите, токму во таа насока и дел од опремата која што е донирана од страна на програмата, име и останатите донатори кои што ги споменав, ги ССВГ е опрема која што ние ја инсталираме и ќе користиме на опитното поле на факултетот, која што има за цел да прерасне во еден технолошки парк. Значи ќе биде едно показно средство каде што ќе можат и земјоделските производители да ги видат прво бенефитите од користењето на тие технологии, па потоа да се одлучат нели за практично примена или купување на одредено дигитално решение и примена на своето производство. Да, ние сме народ кој што треба да види, да се убеди. Комплексна ви е работата, име се одлучува да ја поддржи оваа студиска програма, веројатно затоа што верувате во тоа. Да, најмногу заради тоа што ние нашата цел е да помогнеме на бизнисите, заради тоа што тоа беше барање на бизнисите. И ние секогаш се обидуваме да излеземе во пресрет на барањата на бизнисите и кога имаме вин-вин ситуација, факултетот беше свесен дека има потреба, бизнисите бараат, ние викаме тука сме да помогнеме. Ние имаме повеќе активности во кои поддржуваме дигитализација во земјоделство, имавме 2 повика со Фондот за иновации, работиме постојано и континуирано на поврзување на агробизнисите и поддршка во воведување на различни дигитални решенија во одредени компании. Особено сме заинтересирани за поддршка на младите и спремни сме понатаму во процесот на имплементација и кога ќе започне целата програма за наставната програма за оваа насока, да ги инволвираме бизнисите за да имаме колку е можно повеќе практични предавања, посета од успешни компании, посета на фирми и поврзување на ваков тип на млади имаме стартапи кои имаат различни решенија, дронови и различни други видови на софтвери, да им помогнеме, бидејќи тие не се разбираат со постарите агрономи, нив им требаат агрономи да ги прилагодат сосема решенијата, зашто не секогаш ICT фирмите мислат дека знаат и го креирале решението. Кога ќе отидеме на фарма, ќе речеме, кога ќе му кажат дека да, температурата, ама викам, нас ни е битна температурата од внатрешноста на листот. Како? На толку сантиметри од... Викам, ја мерев на 10 сантиметри над почвата. Ма не треба за ова растение, треба на 3 сантиметри. Едноставно, она соработка помеѓу ICT фирмите и агрономи, и агрономите знаат
е многу неопходна, заради тоа и се решивме да го поддржиме целиот овој процес и остануваме понатаму да го поддржуваме и да ги промовираме позитивните решенија и да едноставно сме спремни, доколку има ICT компании кои сакаат да воведуваат дигитални решенија во земјоделство, слободно да ни се обратат, да заеднички најдеме соодветни партнери и да им помогнеме во целиот тој процес. И сега прашање за двете гостинки, има ли перспектива целиот овој процес? Каков ви е фидбекот од терен? Кои се предпоставките, бидејќи мора да се тргне од предпоставка, мора да се тргне. Кои се очекувањата? Да, и кои се очекувањата? Апсолутно има перспектива, заради тоа што пред се, значи без модернизација на секторот не можеме да одиме понатаму. Така да, значи, мислам дека се повеќе и младите стануваат свесни дека овој сектор кој што практично ни обезбедува храната за населението, без храна не може да се опстане, не може човештвото да опстане. Така да значењето на земјоделскиот сектор е огромно за нашата економија и за опстанок на населението, така да дефинитивно модернизацијата е клучот во развојот и опстанокот на земјоделско-прехранбениот сектор во земјата. Затоа велам, студенти веќе се запишуваат, тоа е еден убав сигнал дека се препознава и дека постои перспектива и во студиската програма и секако во едукацијата. Поддршката е тука неминовна. Јас само кратко сакам да кажам кои се перспективите на нашето земјоделско. Мора кратко, може и подолго. Имаме уште 3 минути. Ние како програма многу често заедно со бизнисите одиме исто, една од целите ние да ги поврзаме со странските купувачи, да успеат да произведат производство повисоко да дадена вредност и одиме на странските пазари и викаат глобалните трендови се за намалување на CO2 емисии. И сите странски ланци на маркети викаат досега се што сме набавувале од Чиле, од Аргентина, од Африка, од Кина, мораме, не дека сакаат, општествена одговорност и обврска на компаниите да ги намалат транспортните трошоци. И викаат, се што може да произведете вие, а досега сме го увезувале слободно, се ќе купиме. Плодна почва. Значи ние имаме идеални услови, имаме клима, имаме почва, имаме и цела знаење. Македонија да ја насадиме, не можеме да нови технологии. Едно предградие на Москва, не можеме да нахраниме со цела Македонија. Да, ама ние имаме толку многу млади, јас сум многу горда дека имаме млади земјоделци кои се едуцирани, кои работат директно, снабдуваат ланци на маркети во Германија, во Скандинавија, меѓутоа се свесни дека треба да воведат стандарди, да воведат иновации, а ние како донатори сме тука да им помогнеме, им постојат можности и сите сме спремни да им помогнеме. Едноставно имаме можности, ако произведеме се што ќе произведеме и ги исполни стандардите, лесно може да се продаде на странските пазари. И јас исто сум агроном и јас сум многу горда на мојата професија. Кај мене од 7 члена најтесно семејство 5 се агрономи. Татко ми, сестра ми, синот и ќерката. Јас на вистина си ја сакам оваа струка, си ја сакам, верувам дека ние како држава можеме да произведеме квалитетна храна, секаде каде и да одиме, храната која ние ја произведуваме е превкусна и прифатена како посебна. Имате тука еден агроном во обид. Да, баш ми е драго. Останува 8 часот, само да ви заблагодариме за учеството, Ивана и Габриела. Повторно сте поканети еве сега и официјално за друга тема, слободно да исконтактираме кога ќе има чекор напред, нели? Благодарим.